во регионот Штипски Исар започна со селекција и преработка на пластичен отпад. Ова фабрика се состои од две машини. Едната е транспортна лента, втората машина е прес. На транспортната лента се врши селекцијата на отпадот, додека пак на пресата се врши пресувањето и балирањето на отпадот, на пластичниот отпад. Целата инвестиција е околу 40.000 евра, а е дел од соработката на Исар со компанијата Пакомак. Успеавме да собереме околу 4,5 тони шишиња, односно 150.000 парчиња на пет амбалажа и сметаме дека можеме да продолжиме увиднено со таква да се работа да напредиме уште повеќе. Дневно оваа машина може да обработи околу 1 тон пластичен отпад. Количините можат да бидат и поголеми, доколку е поголема и одговорноста на граѓаните. Ние веќе ќе работиме на еден проект кој ќе ги посетуваме сите домови, волонтери ќе ги посетуваат сите домови, се со цел за да стекнеме и да ги потикнеме нашите граѓани да почнат да го селектираат отпадот, а со тоа и самите знаете дека за влез на Република Македонија во Европската унија треба секоја општина да почне да го преработува, селектира и рециклира отпадот. Се во ова е дел од еден поширок проект кој има конкретна цел. Целта ни е со преработката на отпадот, прво да што помалку отпад заврши нашата депонија. Втората работа е да нашиот град го направиме максимално чист, онака како што ние бараме. И секако дека она што е корисно со рециклирањето ќе донесе приход на јавното предпријатие. Инаку во Штип дневно се произведува околу 250 до 280 метри кубни комунален отпад. Од него 30% отпаѓа на пластика, 33 на хартија, 2 до 3 на стакло и околу 40 на друг комунален отпад. Од оваа количина на отпад граѓаните селектираат одвај 1 до 2%, а јавното предпријатие Исар собира и преработува околу 5 до 6 метри кубни хартија и пластика. Останатиот отпад се носи и уништува на градската депонија.